Многу убави се спомени кога од сега од ова временска дистанца разговараме за тоа. Меѓутоа мачни беа. 93-та која година беше прва надпревар со Радеја во Романија, како сега се сеќавам. Се одење со автобус, па по патот, па проблеми на граници, со сати чекање и така натаму. И стигнавме таму, па надпревар со Русија, каде што да не речем иницијатор бев, меѓутоа бев иницијатор со Торгованов, се степавме кога имаме некои дресови со зелени зраци, вие да не сте Израел, а знаете, осетливи тогаш Македонија се одвојува на националноста. Кого реков ти Израел и имаше такви. По тоа и го паметам тој прв надпревар. 93-та година беше тој и тие почетоци. Една имам работа што морам да ја кажам. За сега да бидат овие, ја што се ги викам галиничи на моите сега што се во репентација и што откажуваат да знаат како ние го чистевме патот за тие да направат ова. Еден од тие беше, мислам дека бе Европско првенство во Шпанија, квалификации, 95-6. Играме со Словачка. Надпреварот решава Федерација да го играме во Велес, не во Скопје. Во Велес игра Игор Котевски, миленик на публиката, Игорче е феноменално дечко и така натаму, Драган Ишевиќ селектор. И игра Зарков, 11 ни од Пелистер, 12 во репентација, тоаш не беше како се 16 играчи, не знаеш колку души на клупа имаш. 12 играчи. 12. Така, ние 11 од Пелистер бе. Само Игор Котевски уште толку беше, цел Пелистер. И сега нормално Зарков играше бидејќи во играност или замислите на Ишевиќ повеќе од тоа. Нас белешката публика поќе ни свиреше од колку што ми навиваше. Добро. И добиваме 2 или 3 не ме држат за збор и тоа го имам и стечоци во си ги чувам. И многу ми е криво за тој надпревар. Играме сега реванш. Сега ќе ви кажам како патува. Добро ме потсети, многу сакав ова да го кажам. Тргнуваме од Скопје за Кошица. Денес тргнуваме и стигнуваме, Сабајле тргнуваме, стигнуваме Суботица. Остануваме таму и тренираме пат плюс. Бараме тренинг да имаме, да радиме така. Спиеме во Суботица. Другиот ден заминуваме за Кошице, ја врваме се цела Маđарска, стигнуваме до граница Маđарско-Словачка, горе. Цел ден, буквално, да ме сватите, со шишенце вода. Шишенце вода, ни лепни ништо. Цел ден, буквално, само патуваме ништо. Сендвичи, не знам, има еден од хотелот од вечерта од Суботица, е толку беше. Цел ден. Вечерта стигнуваме гужва на граница Урневес. И чекаме, јас случајно излегувам од автобус, не може да се испружам нозе, да е така. И гледам еден, имаше буквално ова баш и на народен, значи, го кажам народот за широката маса ме свати. Толкав котел, казан, колбаси вари на граница тука и продава колбаси еден. Какви, което ќе издржи? 12 сати најадени спортисти. Дај вам. Еве ги колбасите. И ме ви гледам Пепи од Озгора Маравски, ме вика, шо правиш ти? Јас реков, не можам, човече, умрев за еден човек, кој сака. Цела репентација слегуваме и јадиме од котел, кај што може ветрување да биеме. И тука не завршува докато ова патешествието. Стигнуваме некако, како, не знам, здрави, болни сите, во Кошица. Вечерта матурска, забава, цела ноќ музики. А другиот ден играме надпревар. Ние Савајле пак одиме на тренинг. За еден гол не отидовме неовски. Така ние ги пробивавме патиштата за сегашната репентација и затоа ова намерно го велам и никој да не се осмели да прави споредба некоја си. Таа или таа. Секоја генерација во своето време си била така. Да знаат дека овие миленичи на денеска се имаат, а вие така патувавте. Е точно. И тоа бораше отказано да се од таму за да не кажам да преживееме се, да не претервам, да не претервам, меѓутоа баш после цел ден. Еве ова интересно е, значи тогаш беше испуштена првата шанса Македонија да учествува на Европско првенство. Па се бореме до негде 50 и некоја минута и срцето сака, нозете не одат повеќе. Толку беше. И паднавме на крајот и нерешено водевме цело и на крајот толку беше. И после за еден гол 3 или 4 таму загубивме, знам дека за еден гол не отидовме, може би од генерацијата моја, сигурно се сеќават моите соиграчи од тогашни, и до ден денес и цел живот криво ни беше за таа, поготово за тој надпревар. Затоа што од тогаш можеше да се почне тој развој, а ние бенефит да видиме и ние како репентација. Затоа што ние како репентација, дали знаете вие дека на првото европско првенство се избориме 98 година. Да, во Италија, во Мерано и Болцано, ти капитен на репрезентација. Да, со Пепи, да. И сега во Романија играме. Во Романија ви кажав, Пепи изведува седмерец од рукава на лира нивна и главата пукната со фластер продолжи ни вели. Италијанец беше еден делегат. Сироти човек, јас не знам дали знаеше во која држава е. Толку уплашен.
А луѓето не знам зошто, а ние ги добиеме во овде 8-9, не знам колку разлика, теорија нема да не поминат. Здивени луѓето, не знам, ги напалиле пред тоа со написи дека не биле добро пречекани во Македонија. Што ти ја знам? Мора да се реваншираме. Мене со Кока-кола на сред центар со шише од Кока-кола во лицот, не знам колку време јас не можев да стапнам. И едва и помина и стигнуваме до Италија. Јас себе јавно кажувам, дека ме демантира некој дека тоаш мораше да прашаме за кисела вода да ни да земиме на ручек вечера, на припреми за европско. Прво, кај што учествуваше наш колективен спорт. Ние бевме првиот било кој колективен спорт што учествуваше на европско или светско напреварување. Да, следната година кошаркарите една година после. А да не зборувам витамини, протеини и некакви не знам, или нутриционисти како сега што има исти во репрезентација. Тоа беше мисловна именка. Јас и Пепи Масер, тој мене, јас него. Цимери бевме ние и другите тони беше. Така ние го пробивавме, да не сакам да претерувам се и да преюдицирам, меѓутоа се што кажам стојам за тоа. И ние на тој начин се пробивавме и стигнавме до европско првенство и тоа во каква конкуренција ние. Сега 24 се. Многу души го забораваа тоа. Ние бевме 12 репрезентации. Две групи по 6 екипи. Сега секој втор, трет ден не знам како се игра. Какви секој ден надпревар. Ако фати удолни за репрезентација, отиде. Кога ќе се врати. А ние неискусни млади, мислам млади, релативно млади со настапи прв пат учествуваме. Да, таква приредба, прв пат учествуваме. И 12 екипи, кремот европски. Тоа е ужас од репрезентации. Нема како сега имаш да одиш екзотични, некој што ги вика, тоа веќе ти падне, не знам, Катар, Бахрейн, не знам кој таму, Австралија. Имаш и да одмориш плюс секој втор, трет ден, какви секој втор, трет ден, секој ден. И меѓутоа и начинот на припреми на ова, на што тактички, физички, така натаму, неспоредливо. И тоа европско првенство некако значеше и крај на твојата кариера, голманска. Точно. Меѓутоа остануваш во ракомето. Да. Не можеш без него, па и денеска. Не може би денес, да, точно. Тоа остануваш селектор на репрезентацијата после Италија. Буквално во надпреварите на европско и повеќе никогаш не застанав на голот, освен за ветерани сега што бранам на репрезентација на Македонија. Никогаш не застанав и веќе во јуни, мислам, заврши тоаш кариерата, ја завршив. И веќе во август, крајот на август, мислам, беше така, бев надржан за селектор. Михајло Михајловски беше тоаш председател, ми се јави. Веднага кажам, страшно ме изненади, неколку дена размислував. Секако ја прекинував кариерата, меѓутоа не е нималку лесно веднаш да се префрлиш од тие истите кога заедно играв до вчера со нив, сега да бидеш од другата страна со нив. Да, и да бидеш прв стручњак во државата, во тој спорт и сите очи се перени кон тебе. Во тоа време, кај што беше ракометот во страшен замав. Кога станува збор за Стефче Стефановски, јас ќе бидам искрен и уште на почетокот ќе признам дека ќе бидам малку пристрасен. Од причина што прво Стефче Стефановски го почитувам, го вреднувам многу како човек и второ исто така е тој и толку многу голем спортски работник, особено ракометен работник. Не би сакал да зборувам за неговиот пат како работиш, за неговата кариера како ракометар и така натаму, со оглед на тоа што е општо познато не само во Битола, туку и во цела Македонија, па и пошироко, дека станува збор за еден, да речам, еден вонсериски ракометен работник. Се пројави на ракометната сцена како голман, меѓутоа малку подоцна кога ја заврши активната ракометна кариера, се посвети на тренерскиот позив, така што на повеќе наврати беше дури и селектор на македонската репрезентација, па и тренер, а во последно време, само до пред некое време и еден од првите луѓе на битолскиот ракомет, кој што требаше да направи максимум ангажирање заложби да го вратиме битолскиот ракомет на оние колосеци на кои што беше пред 20 и повеќе години. Но има и нешто друго што можеби сите тоа не го забележуваат. Освен неговата стручност на теренот. Тоа е исто така еден
елоквентен соговорник, елоквентен работник и неговата стручност практично многу пати помага да го гледаме и како коментатор после значајни големи ракометни средби, светски, европски првенства, настапи на нашата репрезентација и така натаму. Неговите анализи, стручни анализи и неговите совети се секогаш добре дојдени за оние што се на врвот од ракометот, дали во светот или кај нас. Значи, човек кој што треба да се вреднува секојаш, да се почитува заради тоа што го знае ракометот, знае да направи нешто кога од него се бара да го направи тоа, едноставно речено и добар човек и добар ракометен работник. И првиот состанок се сеќавам кој што го одржав со моите соиграчи, другарчиња и браќа, реков вака: до денес бевме заедно сите од таа страна. Од денес Јас сум вам и од сега на секој надпревар, тренинг, било што. Се знае кој кажува, кој извршува. А надвор од теренот, или кога ќе не заврши акцијата со репентација, пак ќе се видим ние и до ден денес сме сите и другари, и девери, не знам што и кумови и така. Меѓутоа во терен и секоја се придржува на тоа. Во терен се знае кој наредба, кој извршува. И јас кажав на почетокот уште, секаде каде сум бил сум сакал тоа, таков да има хиерархија, ред и редост, да си сносам одговорност за мојата работа, меѓутоа се што го барам да се исполни, да знам дека јас сум кривецот. Ти беше селектор, учествуваше и на светското првенство, тоа е прво светско првенство на нашата репрезентација во Египет во 1999 година. Претходно нешто разговаравме околу селекцијата на Пелистер, од кога престана ти таа прва селекција и препорака за кои играчи беше, тоа се познати имиња. За овде за Битола, за Пелистер. А после ќе зборуваме за... Таа беше последната година. Кирче Лазаров играше во Велес, крило десно. Ми запна за око, дека тој ние неавме, Абдула Суфовски веќе при крај на кариерите ко мене, и така и мислам и тоаш веќе да не се откажа. И ни требаше левак. И ми запна за око мене и со покојниот негов татко, добар другар бе, Благојч, и во Скопје во Адмирал ресторан, тој беше во Расадник. Детево не е за крило. Се скаравме со татком. Никако. Баш таму разговараме и му велам, слушај, од година овој што биди во Велес, од година во Пелистер ќе се земе овој. И не е ова крило дете. Ова дете е бек. Со овие зборови јас јавно го кажувам. Во Адмирал во ресторан баш беше до Расадник беше таму. Или амбасадор, како се викаше, не знам, одма во Расадник во сала. И се скаравме таму, чекај, не знам што, тој има договори, добро. Меѓутоа, Кирче Лазаров наредната година, заедно со Раде Стојановиќ, со Петар Ангелов и Игор Тодоровски, да завршија во Битола, благодарение што тоа имав, навистина се слушаше мојот глас во Пелистер, и инсистирав кај тогашната управа да тие да дојдат, а тогаш беше покојниот Гужва Евремовиќ тренер. И имав мала закачка со него сега, а и тоа ќе ви го кажам. Кај Благој Стефановски беше председател околу Кирче Лазаров наредната година. 97 беше тоа, 98 веќе последната година и се расправавме, мислам дека тоа 97-98 беше овај Евремовиќ тука, 97 ако беше. Добро, не е битно. За околу, сега ви кажам зошто. Јас кај Благој Стефановски не беше председател на клубот тогаш и се расправам зошто проложува Гужва Никола Евремовиќ да работи на крило со него. Благојче беше директорот на театарот. Да. И се расправаме, добро, ќе разговараме со... И доаѓа Евремовиќ кај него и му го кажувам истото. Ти си тренер, нормално, денес си тука, утре друга, меѓутоа ние овој го земаме Лазаров за иднина на Пелистер, меѓутоа иднина не на крило, на бек. И така натаму. И тој се расправаме тука и вечерта на тренинг ме кажа пред сите построени играчи дека јас сум инсистирал на тоа и така да и Кирче знаеше зошто инсистира да работи со него на бек. И на вистина Гужва работеше и многу посвети внимание на Кирче и многу имаше влијание во него. Значи, ти почувствува дека детево не е за крило, туку неговите квалитети ќе дојдат до израз овде, кај што дојдоа и кај што е светски играч на таа позиција. И потоа јас му бев тренер со него и јас работев и сами индивидуално во сала, работевме и со него и со Раде Стојановиќ, Ацо Јановски, Митков и така натаму. Тоа беше предлог што беше прифатен за таа прва селекција на Пелистер. Во меѓувреме стануваш селектор и одиш на светското првенство во Египет. И паѓам во страшна група.
германците идат во топ форма со Кречмар и компанија и плюс му даваат на 35 години државјанство на Богдан Вента, на Полјакот. Топ генерација. Кубанците доаѓаат цела година во Европа, Маđарска се спремаја, од кои што после останаа Перес, Диас и не знам кој, Урија, најдобри европски играчи стануваат, низ европските клубови за години. Потоа Египет, домаќинот, со Ахмет Атар и компанија таму, во сите добивме Саудиска Арабија на почетокот и Бразил на крајот. Бразил да можеме да добиеме, меѓутоа сеедно беше и да ја добиеме Бразил, наредниот надпревар беше против шпанците во тој нареден круг надпревари, така да и тука ќе беше завршена реално гледано. Меѓутоа бевме 18 од 24 екипи на тоа светско првенство и тогаш првпат Кирче на 18-19 години Лазаров го зел во репрезентација, така и тој Бранко Ангеловски го има тоа деби во Египет и на некој начин веќе уште оттаму почна помладувањето на репрезентацијата на Македонија. За после тоа да се проложи на наредниот пак бев селектор, проложи после тоа со Исланд, каде што веќе ги буфрли Фраде Стојановиќ, Темелков, ако добро се сеќавам, не знам неколку млади играчи, веќе се откажавме, Пепи му направивме опроштање, јас кога бев селектор, опроштање надпревар во Скопје со Исланд баш тогаш, Томче Петрески, Боро Чудлевски и така натаму, не знам кој, 5-6 играчи од таа генерација се откажа и достапат место на младите. И како се случи веднаш потоа, по тие години, година-две селектерување, да заминеш за Катар? Вака. Тоаш имав... Во Катар отиде во најсилниот нивни ракометен клуб. Ал Рајан, да. Меѓу најсилни 2-3 најсилни. Ал Сад, Ал Ахли и Ал Рајан се најсилните таму. Барем за ова време беа најсилните на овој клубови. Тоа е во Доха или друг град? Во Доха. Не, Катар е цел Доха. Тоа е. Катар има Бакра е тука на 40 на километри и уште неколку мали, нема. Цела е Доха, тоа е Катар. Се што се случува во Доха. Тие многу интересно имаат на принцип на спортски друштва. Ал Рајан има се. Атлетика, фудбал, кошарка, ракомет, одбојка, села Ал Рајан. И така тие спортски друштва десетини играт меѓу себе. Многу бав систем и многу интересен беше тој систем. За ова се случи така што ти ги освои симпатиите таму, нешто слушав и со Емирот те убедувал и после тоа да останеш. Имав договор, јас веќе потпишан. Имав договор потпишан за 2 години. И тој договор го прекинав. Започна во Македонија тоа што беше, знаеме, овие воените дејствија тие. Тешко е да се биде надвор, фамилија да гледаш на телевизија на BBC CNN. Битола гори, тогаш ги запалија тие дуќаните, ај се не сакам во тие води да навлегувам. И се одлучив се вратив назад. Друго како не би памтел кога се до ден денешен единствена титула арапски шампион, тоа е Пандан, исто како шампион на Лига на шампион на Европа, а на Ал Рајан му е тогаш кога бев јас, која освоивме во Шаржа. Тука учествуваат најсилните екипи од сите арапски земји, и од Африка и од Азија. Да, значи тука беа Египет, Мароко, Тунис, Саудиска Арабија, Сирија, Катар, сите, Шаржа. Тоа е голема работа со оглед на тоа што знаеме дека во арапскиот свет ракометот најразвиен е токму во овие земји, во Северна Африка. Па Египет тогаш Тунис, Египет, Алжир. Во Франција на светско беше трет, мислам, Египет. Од таа репрезентација, јас во финали игравме ние со Замалек. Тоа е исто како Барселона во Европа, Замалек е во арапскиот свет, од Каиро. И во него игра Руби, голманот, номер 1 крилото и Зеки. Хусеин Зеки, веќе познат на сите, мислам, што знаат ракомет. Тие играа во Сиднеј на Олимпијада. И се потрефи да дојдат за финале да може да стигнат. Ги чекаа вечерта, од аеродром ги зедоа, тоа се играше во Шаржа. Шаржа е како еден од Емиратите, од Дубај е предград, е 5-6 км, 10 км од центар, од Дубај. И ги чекаа на аеродром и другиот ден за да играат. И ние ги добивме во финале 4 А ти ко тренер викаш, леле, сега ќе дојдат овие во најсилен состав, се враќаат од Олимпијада. Па не е се едно, Хусеин Зеки се. Меѓутоа не има многу топ екипа. Ме послуша, сега ќе ви кажа, мајко, веќе почна. Мене ми беше газда Мишел Алтани. Тоа што вие сега во Македонија сега ги осознавате тие работи, јас бев можеби првиот македонец таму што беше. Алтани е фамилијата на шеик што е на власти ден денес. А тој Мишел Алтани беше син на шеикот на тој Алтани и тој ми беше мене газда. И кога освоивме арапски шампиони,
Бевме во куќата негова, а во куќата негова не знам, после ми кажува и мене, ако велно ме лажи, а тие јас ве лажам, а овие од клубот на Рајан, дека дали има 10 души влезено рече од Доха цела во куќата негова. Со едни зидини огромни со мајзери, домашинки, обкружување. Не можам да ви објаснам. И на секој по еден плик и нешто поклони, не знам што, на секој не можам да ви објаснам како изгледа. Тој Мишел Алтани, тој ни беше сопственик, така да имав одврзани раце. Што значи тоа? 30 и не знам колку дена не ги враќав екипата никако назад. Ги зедов, бевме во Сирија, во Дамаск на припреми. Од Дамаск се вратиме во Шаржа, никако во Доха назад, бидејќи се многу лабави се која веднаш ќе ти се изгуба, да. Нема па ги чекаш на тренинг да дојде. И вака ги држев 30 и нема кај да бегат. И мене Хатар Алсулети, тој ми беше како менаџер по десна рака, се ми беше тој и другари се. И ми вели како кучина се вели кочови. Така треба, реков, и вистина, затоа можеби затоа успеа. Добро, затоа го имаш и овој медал што ќе го видат сега гледачите. Да, и тоа ми е многу драг спомен, затоа што на сон не сонува, до тогаш Ал Рајан никогаш кажува ни во 10 не влегол во тоа, камоли да игра, да се освои тоа на крај. Има една прослава, не знам ако има можност гледачите ќе прикажете. Цела ноќ во Доха, Корни, што е 12 км обалата во Доха, со камионет напред, со пехарот, врте играчите, јас бев во камионетот седев, тие и надвор, и со ракети пукаја, свиреа тоа, и ми кажуваа дека на аеродром, има ми весник, пишуваше 35.000 луѓе имало да не чекале, а на Корниш вече да преку 50.000. Да. Со коли тоа се гледа назад, има на снимка, си имам јас на мој спомен, колона, непрегледна колона после нас идеше и вртеја низ Дога, па цела вечер може да се правеше прослава. А да ви кажам дека после тоа 20 дена не можев да соберам екипата на тренинг. Ниту еден. Па сите славеле. Славеле и заслужиле света, дека заслужиле и готово ги нема. Многу драг спомен. И убаво беше ме подсетивте на тоа. После тоа се враќаш заради познатите настани овде, сепак со семејството и така. И ми спомна дека тогаш предлагаш и нови луѓе во таа втора селекција за Пелиста. Јас немаше да крием, вака беше. Се враќам од Катар и решив да одморам. Буквално ги согледав приликите какви се овде. А иначе во меѓувреме кога правев ова селекција, кога пред да одам Катар, ми почина татко ми, Бог да ми го прости, и тој не сака да бидам тренер, бев директор. На клубот. Да, и има понуди за тренер, се одбивав, меѓутоа кога дојде поканата од Катар и тоа не се одбиваш и морав да заминам. И така отидов таму, да ви кажам, ме прашавте како заминав. Сега кога се вратив од таму и реков да прекинам и кафиче да отвори добро во Битола. Меѓутоа ме прашуваат други кои што беа во управата, тоаш Мавровски дел компанија. Што кој играч? Така, што мисли? Добро, нема проблем. Јас секогаш сум бил со срце и душа со Пелистри, ќе бидам дури сум жив. И реков нема проблем. Еве ги кои си играч, јас што ги знам и што си ги памтам и што вистина заслугата. Не помина недела две, па малте не сите ги донесоа, а тука се. Наумче Мојсовски, Ацо Јановски, Владко Митков, Владко Темелков, Ристо Каледжиевски беше тоаш вона, Гоце Макаловски, Секулич од Хрватски, единствен странец и се друго наше, македонско. И ми дојде Волгаби и ми ги пуштија играчите. Тоа го знаат и наумче компанија сега пред некое време, после откажувањето негово, ба се допишувавме околу ова. И ми дојде во кафичо. Да бидиш. И тогаш направивме едно соломонско решение. Го велам на управата, јас Маковеј Богдан ми беше тренер во Прилеп. Многу го ценев и до ден денес си го ценам и си го сакам како тренер. И како човек. Маковеј беше и во Кометол. Во Кометол, женските. Така е. И му велам, ако слободен беше тогаш, и му велам да го донесите Маковеј, јас сум спремен, нема проблем. Ај сега не е убаво да зборам, меѓутоа реално кога веќе отворено зборувам секогаш на Маковеј му беше послабата страна секогаш тактиката, затоа што немал играно ракомет, знаеш никогаш. И меѓутоа за физички, психолошки феноменално, феноменален, се на ниво, се студиозно, апсолутно. И успеа го донесе и немаше каде повеќе. И јас се нафатив. Си седнавме со Богдан исклучително има, и до ден денес има фондот. И ќе се договоритме. Работиме ова, ќе правиме, ако на пример сакам наредниот надпревар да го играме со Варда 3-2-1 одбранбена формација, вежби за 3-2-1 ќе работи и
заедното по надзор мој тактика да јас водам на преварите. И така и беше. Да, затоа на почеток не му беше јасно во Битолчани чекајте се макове и тренер Стефче води па мораше да се објаснувам и така натаму. Меѓутоа ние си имавме феноменална релација, тоа е остана до ден денеска, братска релација. Можам на исто Нишевиќ, исто така како селектор и тренер. Исто Маковеј го имав тоа. И меѓутоа се знаеше. Јас му имав кажано дека бидејќи сум јас тој тренер што е сноси одговорноста, мора да биде мојата последна. Тоа што го мислам јас, бидејќи мене главата ми јори. Вие сте тренери и ќе си останеш и натаму, можеби и така натаму, како што беше Нишевиќ тренер во Вардар или Бог. Значи, тоа ќе биде и така и беше. И тактиката ја одредува секојаш јас, во договор со Богдан никогаш не се ставам. Меѓутоа, за сите овие резултати, морам да кажам дека имав јас и феноменални соработници во вид на играчите. За на светско јас не може никогаш како ќе успева ако не нема Томче Петровски, Пепи Марасков, Кирил Лазаров, овие Јович, Алушевски, Котевски, Зарков, кај памет не ми паѓа. Котевски, извинете, не беше на светско и многу ми фалеше. Да. И со еден приружен напаѓа човек да тоа. Ја имаше она знаеме несреќа. И така да ја секојаш исто во Пелистер, си имав страшни соработници. И затоа јас без нив како ќе успеев да... И зашто жалиш најмногу во тие години со Маковеј кога бевте во Пелистер? За финалето, ево, единственото. Финале во Челендж Куп. Во Челендж Куп, единствено, никој ама грам надеж и шанси не ни даваше. Бидејќи бевме најмлада екипа, 22-3 години беа. Овие сите што ви кажувам беа деца. Првпат во животот во Битола кога дојдеа мојсовски овие компанија од Струга и од Стип што ги донесовме, првпат во авион ние ги влезнавме, вака гледај во авионот. А камо ли друго да зборувам? И стигате до финале во Челендж. Да, и само едно имав речено. Ни семафор, никој не ви мене гледајте. Ништо не ви интересира. На крајот ќе видиме што ќе направиме. И туркавме Пари Сен-Жермен, овие Казањ, Русија, тоа не знам на Господ Загреб во Сибир нам игра. Па потоа овие Килкис од Грција, па Фредерисберг, Данска, страшен пат имавме да стигнеме до таму. И финале Скјерн. Ниту еден пораз цела сезона. Ни во европски купови, ни во Данска. И Дал Нилсен му беше тренер. Абе, ако ви кажам дека една недела не спиев дење ноќе и ги гледав, ги знаев срцето колку пати му чука во минута. Е толку тактички спремни бе. И што се случи? 6 разлика ги добиваме во Битола. Не бевме сигурни, тоа не можам да речам сигурни, меѓутоа малце како да олабавија сите на сигурно голема шанса да на вистината, на крај памет ние дека до финале ќе идеме. И се што се случува. Данска политика на онај подол нивни начин, никогаш не сум ги сакал затоа што да не ви кажам и те европскиот ракомет го свртија со центарот европски, да ви кажам на кој начин, тоа што него обично гледаш, друг пат може би ќе ви кажам. Прво не малтретира, нема проблем. И во на подол начин прво околу сместувањето не малтретираја. Па имате ручек, немате пред надпревар, така натаму, добро. Стигнуваме на надпревар. Никој не ни обрна внимание ни добар ден. Она култура, куртуазија, добар ден, вие сте вие со облекуван толку. А се супер модерно околу играчите и тие вака само зјапаат се. Комплет ЕХФ, нареден горе, пекари, медали, се наредено се овона овие вака и легуваме со облекуван. И сега што се случува? Прво пробам на убав начин, како што со нив стално разговара. Немојте да размислувате за вас. И така натаму, психолошка припрема се. Легуваме на загревање, сите, гледам, 90% од играчи не се тука. Со кавга, ги собирам уште една со кавга. Е, добро, и некако почнуваме. И на како перфиден начин не намести, Може да е груп збор, меѓутоа сигурен сум од тоа што го тврдам, а јас ретко се зборувам за суди. Меѓутоа морам да кажам заради тие, си сакам тие деца и заслужија да бидат тоа таа година. Литванци. И тие, на вистина за обичниот гледач, феноменално судење. Судат, перфектно. Меѓутоа што прават? Тие дозволуваат една повеќе од груба игра. Е сега, ние 3 пати послаби од нив физички. По 2 метра мажи пола екипа, поѓа пола екипа, ние играме Кире Поповски левбек, Маумче Мојсовски среден, не знам. Немојте да мислите се која е соодносот тука. А судиите може да се вадат, па и вас ви дозволите, ама физички послаби. А како ќе играш што планина пред тебе? И на тој начин загубивме многу, 2-13, не знам разлика таму, загубивме и тоа ми е навистина криво. За генерацијата финали игравме на куп на Македонија. Во Прилепе изгубивме незаслужено, катастрофално судење имавме, а голови не поништува. Катастрофално, може и снима снимка и ден денес некаде да ја гледат. Финале заслужено го губиме на првенството, од Вардар мислам, не знам од кој беше, го изгубивме заслужено, надиграни бевме. Значи 3 финали не игравме со таа генерација.
22-3 години просек. И финале на челеш на Европа. И не освоивте ништо. Не освоивме ниту еден и многу ми е криво за И ти до кога остануваш во Пелистер? Ништо до јуни наредната година. Со управата имаме некои недоразбирања, апсолутно неприфатливи за мене. Сакав таа генерација да остане уште најмалку 2-3 години на куп. Не се случи тоа. После кај продолжуваш во ракометот? Не, се тргнав од ракометот, се разочарав, поточно. Следна дестинација требаше да ми биде вице-шампионот на Европа ИКАС, женски ракомет, во Данска. Се случуваат некои работи, доаѓа плюс Бојана Петрович од тоа време прави трансфер во Копенхаген, првиот милионски трансфер во евра, во марки евра, немам поима како бе. Не, во евра беше. И за сметка на тоа ИКАС прави уште еден, во бордот на директори носи уште еден спонзор со 600.000 евра, меѓутоа да биде тренер данец 35 години ми него знам и отпадна таа варијанта. Вели реално тука се знае како одат, морат. После 3 месеци го сменаа данецот, а јас се откажав од тренерските кариери. И ти заврши со она генерација на Пелистер. Да. Меѓутоа пак те копна на два пати му помогна пак. И пак дојде да им помогнеш и пак ги напушти. Првиот пат беше. И сега што им викаш? И првиот пат беше со ветерани, Злате Димитровски, Зарков и веќе во залесна кариера Кира Танасовски така натаму. Го добивме Вардар 5 години и 6 немаше добиено Пелистер Вардар. Ние го добивме обително со таа игра. И примевме прво полувреме со Веселин Вујович на клупата и 1,5 милиони буџет, а ние 4 плати годината, не знам дали задовме. 4 гола примивме за едно полувреме. Така и тоа се и ми е баш и тоа ми е гордо, сакам да си ги пофалам тие играчи. Така заврши кариерата нивна. Уште минута две да те прашам за коментирањето. Ти си познат, мислам, во ракометниот свет и како човек кој на еден сликовит начин ги пренесува сите оние ситуации што обичниот гледач можеби не ги гледа во текот на надпреварот. Да речем, ајде ја имаш улогата на коментатор. Да. Често ќе застанеш пред камерата и објаснуваш и со задоволство те слушаме. Јас сакам да кажам тоа со Тера телевизија, добро, не знам сега да извинете ако е реклама, не, меѓутоа тоа е така. Таму започнав и таму останав на табла. Јас кажувам, затоа може би толку популарно тоа бидејќи јас не се не можеш да се одделиш од неа и во соблекувалната пред играчите и исто и на гледачите. Па најубаво е кога перцепирате нешто и ќе остани во главата. Што овој овде ти игра, ти ќе го чуваш. Буквално така кажува. И сега и друго што ќе направи играчот таму, јас ќе бидам крив. Исто тоа ги ослободував од тој некој додатен стрес играчите. Истото сега го правев како коментатор, кажував на таблата. Јас игра Данска, Хрватска. Овој ќе игра вака, Данска, Хрватска ќе игра вака. Овој играч вака треба вака да направи. И пред надпревар тоа го кажувам. Лесно е после надпревар да си капетан. Него пред надпревар го кажувам, тоа сега се случуваше погодува. После надпревар сите знаеме. Сите знаеме, се случуваше погодува и стана таа популарна, така да сите буквално надпревари во јануари месец, европски, светски првенства ги коментираме тој начин. Сега на крајот да ти кажам дека навистина ми беше посебно задоволство да разговарам со тебе во овие емисии посветени на македонските спортски легенди. Местото ти е меѓу нив и вечно ќе остане твоето име запишано во македонскиот ракомет и ми се чини дека и гледачите сега се уверија во тоа кој беше Стефче Стефановски. Оние постарите знаат, тие помладите ќе осознаат каква величина сме имале во ракометниот спорт. Ти благодарам уште еднаш. Јас благодарам, не ти. Ме трогна многу за ова. Благодарам на убавите зборови. Ако еден дел само помогнав за македонскиот раком, најсреќен сум.